на новото европски Кочани, а на 24 март, на денот на изборите, после него да го градиме нашиот град, нашата општина на европски модерен начин. Во мое име и во име на коалицијата Сојуз за едината ви благодарам на довербата, на поддршката и борбеноста, на упорноста, што успеавме заедно да ја во оваа наша политичка битка, заедно да ја водиме со цел да ја урнеме диктатурата, да го разбиеме недоумењето кој е наметнато од оваа власт. Како што од почетокот овде во Кочани говоревме и велевме и уверувавме дека локални избори без опозиција нема да дозволиме да се одржат. Со нас избори ќе имате доколку се спроведат и предвремени парламентарни избори. Сега ние одиме на локални избори. Тоа е потврдата дека наскоро предвремени избори ќе има. Почиток на крајот на владењето на поделбите, на патриоти и предавници, на наши и ваши, на антички и словени, на лагите, на манипулациите, на криминалот, на наместените тендери и лажите анекси, на сиромаштијата и невработеноста, на арачот, на уцините и на заканите. Затоа овие избори ќе бидат многу и тешки и важни. И оние од ДПМН ќе ги спроведат со целиот свој арсенал на насилие. Ама ние силно ќе им се спротивставиме. Затоа зашто сме одлучни дека демократијата и слободата во Македонија мора да заживеат. Време е! Одиме на избори! Одиме на победа! Синок ја Грујо од ова место зборуваше за мене и за нашиот носител на советичката листа господинот Ванчо Ѓорѓиевски. Меѓутоа, не фалеше, не напаѓаше. Ама ние знаеме зошто. Затоа што се плаши од нас. Се плаши затоа што знае какви сме. Затоа што знае дека 7 години тој не уништува и не прогонува да не уништи. Ама ние од ден на ден сме се посилни и посилни. Знае дека овој пат, овој тандем, како градоначелник и носител на советничката листа, ние во Кочани ќе го победиме како некогаш. Тој знае колку подобар и поубав беше животот кога на власт во Кочани беше Социјалдемократскиот сојуз. И затоа, оваа вечер, овој простор, драги пријатели, е исполнет со честни и поштени луѓе, со позитивна енергија. Луѓе кои си го бараат и слободата, си ја бараат и едината. Социјалдемократскиот сојуз ќе има локалната власт во Кочани. Доста им беше само еднаш да владеат на локално ниво. И со тоа да ги видиме што знаат и што умеат да направат за нашиот град. А не направија ништо, буквално ништо. Денес, како град, стоиме најлошо во нашата држава. Зошто? Се прашуваме зошто, дали го заслуживме тоа? Одговорот, драги пријатели,
Кочанчани е едноставен. Тие не го сакаат, тие немаат љубов за нашиот град. Никогаш, ниту сега, ниту после, ДПМН нема да го сака со љубов нашиот град. И Радко не го сака нашиот град. И затоа тој е кандидат на ДПМН за градоначалник. Да уште еднаш преку него не казнат. Ама ние тоа нема да им го дозволиме. Иако нам нему ќе му помагаат уште двајца кандидати, квази кандидати за градоначалници на листи, кои беа на неговата промоција и му ръкоплеска. За советничката листа ќе помагаат уште 5 советнички, квази опозицијски политички партии. Преку тоа, тие го изразуваат огромниот страв што го носат во себе, во нив. Страв кој за нив значи пораз, а за наш ќе значи победа. Со нивниот страв ние ќе ги победиме нив на овие избори. А зошто да се плашат? Ќе се плашат. Кочани, овие 4 години го клекнаа на колена. Зарем тоа го заслуживме. Зарем тоа овој народ требаше да го доживее. Кочани може и мора поинаку. Ние не сме ниту подолу, нити поинакви од другите градови во Република Македонија, за да бидеме на најпоследното место во нашата држава. Мораме на 24 март на изборите да го смениме тоа. И ќе биде поинаку, ќе биде одговорно и ќе има вистински дела, а не само празни витувања на хартија и убаво напишани програми. Почитувани, ова вечер овде пред вас сакам да зборувам за позитивни, за убави работи и да се подсетиме на нешто убаво и да си ветиме нешто уште поубаво во наредните години. Како што во нашиот мандат на владење во општината знаевме да ја изградиме фабриката за пиење вода, за прочистување, вредна 6 милиони евра. Најкапиталниот проект и капацитет во Бргалничкиот регион во тоа време, гордост на нашиот град. Така ние ќе знаеме за истите потреби да ја изградиме и браната на Олизарска река, да кочанчани пијат поевтина и поквалитетна и здрава вода за пиење. Како што знаевме во нашиот мандат, од собствени средства од буџетот на нашата општина, да изградиме нов асфалтиран пат и ги поврзиме полските села од Оризари преку Прибачево, преку Грдовци, Мојанци, Подлог до Грдовци. Тие така не знаеја во овие 4 години со пари од кредит од Светска банка да потрошат и да направат толку колку што ние за овој пат, за благодет на нашите сограѓани и земјоделци кои живеат на овој простор. Тие не асфалтираат толку води во овие 4 години, ниту со парите од општината, ниту со парите од кредитите. Во сите полски села ние тогаш асфалтиравме улици, градевме канализациони системи. Тие тој тренд го прекинаа. Во Рицко-планинските села до 2005 година наваму, кога последно со асфалт ние се појавивме, кај Лешки, кај Рајчани, кај Полаки, кај Пресека, од тогаш луѓето немаат асфалт видено, ама ние ќе се вратиме таму и ќе ја довршиме почнатата работа и ќе го вратиме асфалтот и во тие Рицко-планински села. Секоја година, во секое село ќе асфалтираме по една улица. Во градот наредните 4 години ќе асфалтираме нови улици, за да не остане ниту една улица со кал и земја. Како што знаевме да го изградиме спортско-рекреативниот центар Бавчалук и патеката за пешаци од Бавчалук преку градче до Јастребник, така во наредните 4 години ќе го споиме овој рекреативен центар Бавчалук со Гоцевата шума, со еден огромен и зелен парк за рекреација и тој ќе стане најголемиот парк. И не само таму, паркови и зеленила, и зелени места и места за рекреација
ќе изградиме во секоја урбана средина и во секоја местна заедница. Улиците во градот ќе бидат сообраќајно побезбедни со изведбата на неколку кружни раскрстици. Канализацијски системи ќе спроведеме во секој дел од градот, а ниедно помало населено место нема да остане без одводна канализациона мрежа, како што беше Тракање, Прибачево, Бели, Нивечани и Оризари. Спортот, кој беше гордост на нашиот град, пак ќе го вратиме. Ќе го вратиме преку кошарката, кога во едно убаво време бевме шампиони во оваа наша држава, бевме пример како се надградува спортот. Преку фудбалскиот клуб Осогово ќе го вратиме фудбалот во првата македонска лига, каде што Кочани заслужува, каде што кочанчани знаат да играат фудбал. Спартак е боречкиот клуб кој изминатите децении ни даде плејада на врсни спортисти, на шампиони, на олимпијци, кои се враќаа со златни медали од меѓународните надпреварувања. Тој денес умира. Ние ќе го вратиме борењето во нашиот град и пак ќе се гордееме со него. Овде е многу да зборувам и за гимнастиката, и за пливањето, и за алпските спортови, и за нордиското скиење. Меѓутоа имаме време да си кажеме до денот на изборите и да се заветиме за многу работи. Во нашиот мандат бевме една од најуспешните општини во државата. Први бевме во процесот на децентрализација. Први во изготвувањето на генерални и детални урбанистички планови. Први во уредувањето и чистотата во државата, пазите. Први по кредитната способност кај меѓународните финансиски институции кои дадоа право за кредитирање на капитални објекти за потребите на нашето население. За жал, оваа власт сето тоа го искористи на најлош можен начин. Таа се задолжи со 2 милиони евра и уште во последните 3 години собра дополнителни пари на граѓаните на општина Кочани, уште 3 милиони евра. Што добија кочанчани за овие бадијала потрошили 3 милиони евра? Кажете, самите сте сведоци. Што добија? Каде го четаа тоа? Каде го запишаа? Апсолутно ништо не добивме и никаде не се оправдаа. Рете, овде, оваа вечер, и да се заречеме, и збор да си дадеме. Со нашиот збор ќе се обврземе пред вас за оние што уште ќе го направиме во овој нареден 4-годишен мандат. Прво и најболно, кое мора да го решиме, а за кое ќе се заложиме, мораме да покажеме економско менаџирање и знаеме тоа како да го изведеме. За брз економски развој, за нови производни погони и за нови работни места. Во Кочани има инсталирано и постојат над 20.000 работни места, ама денес едвај работат 9.000 и тоа со се администрација која они секојдневно безмилосно ја полнат со своите партиски кадри. Тоа е катастрофа. Мораме да го смениме тоа. Мораме да го искористиме нашиот потенцијал. Мораме да ги најдеме и охрабриме и од домашните и инвеститорите од страна. Да им пружиме рака да ги инвестираат своите пари овде. Затоа што во Кочани не постојат само инсталирани работни места. Постојат и луѓе оквалификувани, добри луѓе, одлични работници, кои често можат да си го заработуваат својот леп и својата живеачка. Нов концепт во земјоделието преку откупно-дистрибутивни центри и преработувачки капацитети ќе воведеме. Нов туристички концепт ќе спроведеме за искористување на геотермалната вода, за изградба на бањолошки и спа туристички центар.
со пониква и селскиот туризам, бисерот на Осоговијата, Кочани, ќе го направиме мало Банско и мало Сандански. И на тој начин ќе отвориме нови илјаду, нови работни реални места. Ако се развива и напредува Кочани, ќе има иднина. Затоа мораме да победиме. Затоа мораме иднината да ја решиме сега. Сега му е време.